14 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што сте на фреквенцијата на телевизија Сонце. Ви го представувам најновото издание од емисијата од своја страна. Разговарам со комуниколог и експерт за односи со јавност и нови медиуми, Бојан Кордалов, кој што во повеќе наврати беше бил од емисијата од своја страна, меѓутоа денес за една актуелна тема, влијанието на социјалните медиуми кај младиот човек. Да не должам многу во најавата, Бојан, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна и ве чинам по трет пат веќе. Благодарам за можноста, Викторија, секогаш со задоволство. Така, секогаш ми е чест. Ќе говориме малку повеќе за она актуелно денес. Социјалните медиуми, влијанието на социјалните медиуми врз младиот човек. Ќе начнеме за сајбербулингот, за дигиталната писменост и за тоа како родителите и институциите можат и мораат да реагираат. Јас овде почнувам во мојот концепт со една немила случка која што пред неодамна не потресе како и нас, така и целиот Балкан, можеби случката во Србија. После случката чинам дека топката на вина се префрлаше декон родителите, декон институциите, декон социјалните мрежи, да се укине, да се направи нешто. Каде потврливме сите? Па, барајќи ја вината, забораваме да го бараме решението. И многу често во нашето општество, но и балканското пошироко, не се фокусираме да извлечеме поуки, научиме лекции и да превземеме нешто. Само одзборување, без конкретни мерки, без заедништво и без фокусирање секој да го даде личниот придонес во рамки на тоа колку што може, ќе продолжиме да функционираме вака. И тоа не се случува. Ако сметаме дека постојано ќе ја префрламе топката или постојано ќе ја префрламе вината и ќе велиме не сум јас виновен, тој е виновен. Па тој ќе вели не е до мене, до таа е. Не е до родителите, до институциите, не е до институциите, до социјалните мрежи и така натаму. Значи тоа е буквално билјард, тоа е пинг-понг. Тоа не е нешто кое што ќе донесе општествена промена, не е нешто кое што ќе ги направи работите подобри. Ако сакаме да бидат подобри, ни требаат конкретни мерки, ни треба, и ако достанеме веќе платформа, да разговараме сите заедно, и возрастни, родители, и наставници, и ученици, сите заедно на масата, затоа што проблемот е на сите. Проблемот кој што може да изврши негативно влијание во наставата е проблем и на наставниците, и на учениците, и на родителите, и на крајот на целото општество. Ако сакаме да ги елиминираме тие работи, мораме да разговараме, да ги бараме решенијата. Мора сите да бидат вклучени. Тука најмногу префрламе. После случката, така како што кажав, вината се префрлаше и се уште се префрла, имаше и некои петиции да се забранат и социјални мрежи, да се забранат некои емисии, канали на телевизија. Меѓутоа, таквите случаи не се далеку и од нас. Сведоци сме дека и тука девојче се снимаше за TikTok, па се запали, имавме јавна соба од друга страна која што доби чинаме пресуда. Сега, како најбрзо да реагираат институциите? Еве во последниот период и кај нас како да се крена малку повеќе гласот за овие теми, за влијанието на социјалните мрежи, за образовниот систем, што таму се прави со децата, за влијанието на родителите дома, како треба да постапуваат. Дали можеби чекавме да ни се случи нешто вакво за да го сватиме малку посериозно? Ајде да ве вратам, бидејќи споменавте јавна соба и е многу добар пример. Јавна соба имаше прв и втор дел. Така. Пресуда дојде после вториот дел. Тоа значи дека колку и да се крена гласот, првиот пат ние морализиравме како општество. Дали се девојчињата виновни што праќале слики, дали се виновни што се фотографирале, значи буквално жртвата изедначивме со виновникот. Значи мора да сватиме едноставно дека секоја личност која што е нападната, незиниот интегритет и физички и психички не смее да биде изедначена со таа што напаѓа. Тоа е првата работа. Втората работа, институциите не смеат да реагираат само кога ќе се дига паника и прашина. Во ред, секако дека ако нешто е актуелно во јавност и во медиумите, институциите треба да реагираат, ама не само тогаш. Дали сведочиме изминативе денови на еднакво темпо или на нешто конкретно превземено после случувањата, како на почетокот? Не. Едноставно, секое чудо за 3 дена синдромот ни се случува постојано. И не е ова критика за политичари, од ова, од претходна, од една граница. Ова е критика за сите нас. Ама за општеството е критика. Ние не учиме лекции, чинам. Така е. Апсолутно сте оправа. Значи, критика е за секој од нас. Ако сте во институција, образовна, било која што креира политики, креира закони, значи превземете одговорноста. Бидејќи и децата на тие луѓе што се во институции учат во ова општество.
И блиските на луѓето во тие институции живеат тука. И затоа е многу важно да се менуваат работи со конкретна акција. Ако чекаме само да се дигне прашина, и тогаш само додека е гласно и паника постои меѓу луѓето, нешто превземаме, само разочаруваме повеќе и се губиме како општество. Досега тоа не се случува. Јас изразив умерен, би рекол, песимизам дека ќе се случи истото и тука. Се надеж дека ќе ме демантираат овој пат и дека нешто ќе се промени. Еве, се надевам дека во наредните недели малку посистематски и реалистично ќе се пристапи. Бидејќи со забрани и со казни, ние сме полни забрани и казни. Да, најголемиот дел, мислам, од луѓето и беа и да се забрани TikTok, да се забранат телефоните кај учениците. Меѓутоа, колку тоа ќе бидат долгорочни ефекти, колку тоа ќе вроди со плод. Мислам, не можеш постојано нешто да го забрануваш, мислам дека треба да го... Прво треба да сме реални, дали можеш да го забраниш? Дали може интернетот денеска да го забраниме? Дали во 80-ти години можел телевизорот да се забрани? Дали во 40-ти години можел да се забрани печатот? Па на градскиштата печателе тајно и значи едноставно не можеш технолошките напредоци да ги забраниш. Меѓутоа, она што можеш да го правиш и треба да го правиш и како општество и како цивилизиран свет да се регулираат содржините, да се направат подобар простор за сите, да се даде можност за да се чувствуваат удобно и комфортно луѓето таму, не нападнати и агресивно. Тоа е она кое што разумните држави се трудат да го прават. Регулација во интерес на луѓето. Регулација во интерес на подобро корисничко искуство. Најлесно е да кажете ќе забраниме. Тоа е како во ковидот. Ќе забраниме ово, ќе забраниме она. Статистиката и фактите говореа дека забраната не носеше повеќе почитување на мерки и закони. Факт е дека интернетот и социјалните медиуми влијаат кај младиот човек. Најголемиот процент од младите веќе имаат и своји профили на социјалните мрежи. Најголемиот дел од денот го посветуваат на мобилните телефони. Колку е важна тука улогата на родителот? Колку родителот регулира и контролира што прави неговото дете на интернет? Мене она што најмногу ме погодува и како човек и како комуниколог е со каква леснотија дел од институциите и дел од луѓето ги обвинуваме родителите. Секако дека родителите се најодговорни до одредена возраст на детето, како тоа ќе се расте, ќе се развива и ќе се изгради. Тоа е неспорно. Ама мора да бидеме прво поддржувачки расположени и да признаеме дека денеска да се биде родител на мало дете во ова дигитално време е многу потешко од порано. Зошто? Заради тоа што родителот ги има сите обврски како пред дигиталното време да го изведе детето на правиот пат, меѓутоа има плюс уште една, да му даде дигитална писменост или способност и знаење како да се однесува и да биде заштитено во интернет просторот. И тоа е многу тешка задача. И многу внимание треба да посветуваат родителите, особено првенствено да се го посветат на себе. Че тие да научат што е дигитализација, тие да научат како функционираат мрежите, тие да научат што се позитивните страни, но што се опасностите таму. Меѓутоа, во исто време нема да помогнеме ако викаме дека родителите се лоши, родителите се девијантни, родителите се само да се отарасат од децата. Нема тоа да помогне, затоа што јас знам родители, многу верувам и вие и нашите гледачки, кои што навистина секојдневно со своето дете се трудат да работат на оваа тема. Знаме родители што не се грижат, факт. Ама ако само викам дека се сите родители лоши, јас не помагам. Ако сакаме да си помогнеме, институциите, родителите, образовните институции, наставниот кадар треба да работат заедно на оваа тема. Треба да споделуваат искуства и да носат правила кои што се познати, добри и ќе се одразат позитивно врз децата. Да се поддржуваат меѓу себе. Тука си психолозите, социолозите, па и ние комуниколозите на крајот на гришта, сите заедно. Дали поголемата контрола и регулација од страна на родителите, од страна на институциите, образовниот систем ќе вроди со плод според вас и дека ќе се сменат работите на подобро? Бидејќи децата, мислам, на социјалните мрежи се имитираат меѓу себе, па не знам, се прават фраери, па предизвици некои си поставуваат, може ли некој тоа да им го забрани нив? Знаете, ако зборуваме за предизвици, нели фраерлук и така натаму, сите сме го поминале тоа. Меѓутоа, ако зборуваме за предизвици од типот на претрчај пред кола, ако зборуваме за предизвици од типот на скокни од толку метри, качи се на вагон, или качи се на вагон, тоа не се добри предизвици. Но ако зборуваме за оние нормални, психолозите многу подобро ќе ги објаснат фази во развојот на една млада личност, на едно дете,
Тоа е нешто сосема нормално. Дали ќе имитира на постер, закачен во соба, на телевизиски спот, или на филм кој што ќе опремотува на касета, или на интернет, секој е личност млада мора да пројде таа фаза. И тоа е неспорно. Меѓутоа да се скока од висини, да се качува на вагони, веќе имаме проблем. И честно е да кажеме дека тоа не го прават сите млади деца. Значи, прва и основна работа. Затоа што вие кога им викате, вие сите млади сте вакви, такви, онакви, вие ги обесхрабрувате огромното мнозинство на млади луѓе што не прават такви предизвици. И мене ми се случило пред кола да ми стрчаат две мали деца. Ама на пешачки ми поминале илјадници други деца кои што чекале. Или сум ги пропуштил на пешачки премин. И се јас не можам да кажам заради две деца, дека сите деца на таа возраст се лоши. Ние како општество тоа го правиме. Таа е таа лоша комуникација, ги обесхрабруваме луѓето. Значи, секој кој што прави погрешни работи има име и презиме, има идентитет. И тука институциите треба брзо да реагираат, затоа што идејата на тие казни или закони е да превенира, не да казнува. Казната се прави на одреден мал процент што прекршува правилото, за да остатокот луѓе ние имаме превенција, односно не го правиме тоа. Не се прави казна за да вие 2 милиони народ, односно 1.600.000 народ казните, или 100.000 деца. Значи, ако дошло 100.000 деца да прекршуваат нешто, значи се затаило. Така што мислам дека фокусот мора да биде ставен на оваа работа. Дека си има име и презиме, си има одговорност, и втората работа, дека мора да ги охрабриме, односно не ги обесхрабруваме огромниот процент на деца кои што нормална младост, нормално детство поминуваат и секако се што е автентична за таа возраст, која што психолозите мислам дека доста често објаснуваат. Јас пак ќе се навратам на улогата на родителот тука. Според мене мислам дека потребно е родителот да знае кога тоа дете треба да има профил на социјална мрежа, кога тоа може да користи TikTok, што може таму да гледа. Сметам дека таа е првата улога. Колку родителите според вас, еве како комуниколог и човек кој што се занимава со социјални медиуми, се заинтересирани за да научат нешто повеќе за дигитализацијата, па потоа да го применуваат, отколку нели еве ти телефон, па прави што знаеш. Токму тоа е индивидуалната работа. Значи јас можам најискрено да ви кажем колку што познам родители што многу се вложуваат и многу учат, познам навистина кои што за жал или не можат или не знаат како да вложат повеќе. Мора да бидеме реални. Че македонското општество не е богато општество. И да ги обвинуваме родителите, а не наместо да им помагаме, зборам како институција, нечесно. Вие да имате 500.000 луѓе кои што се под прагот на сиромаштија, кои што не можат да обезбедат екзистенција, да очекувате дека може да обезбедат уред за своето дете, електронски, телефон, таблет, компјутер, или пак квалитетен интернет, бидејќи не е само да имате интернет. На младите луѓе им треба квалитетен интернет. Е нефер со леснотија да кажеме дека родителите не се доволно едуцирани. За жал дел и не се. Ама тоа е повторно вина на општеството. Дигитализацијата е нов процес за сите. Нов процес и за родителите. И знаете, ако можете или имате доволно слободно време, доволно финансии да обезбедите за себе и за вашите деца, е една ситуација, ама ако немате, е сосема друга. Ние дневно, како институт во кој што работиме со многу млади луѓе. Дел од нив не може да си дозволат ниту компјутер, односно таблет. И то, односно лаптоп. Тоа е сериозна ситуација. Затоа што пристапот до интернет е основно човеково право за овие генерации, за секој индивидуум, и тоа особено за младите. Така. Ако вие немате доволно пристап до тоа, е сериозен проблем. Така што мислам дека е нефер да ги обвиниме родителите, особено кога образовните и другите институции не прават речиси ништо за да го намалат тој јас. Како се движиме ние како земја кон дигитализацијата, кон тој пат на дигитална ера? Наедноставно кажано, додека светот веќе разговара за вештачка интелигенција, ние разговараме се уште дали ни треба дигитална трансформација на услугите во администрацијата. Ете на тоа ниво сме. Меѓутоа, не можете да ги обвините луѓето. Овде упорно се обидуваме да ја најдеме вината кај луѓето. Само да не бидат виновни политичарите и институциите. Не треба да ја бараме вината за да некого судиме и тужиме, туку да ја бараме вината за да преземеме нешто, да најдеме кој треба да направи нешто. Значи мора да прифатиме дека водачите, лидерите, луѓето кои што предводат, треба да бидат носители на позитивните промени. Не може да се биде предводник само онаму каде што одговара, избори, политички поени слично, ама кога треба нешто да се направи за луѓето, луѓето не ги бидувало.
Па не знаеле да чуваат јавно добро, не знаеле клупи, не знаеле тротинети, не знаеле точаци, не знаеле фасади и така натаму. Но луѓе, за се има решение. Никаде во свет никој не се стекнал со сето потребно искуство. Нити па магично казните правеле нешто. Казни мора да има, ама казната е последната мерка. Каде е едукацијата? Каде е превенцијата? Каде е давањето на еднакви услови за сите? Мора да се стави акцент на младите луѓе денеска и на дали имаат пристап до интернет како човеково право. И што државата прави во однос на тоа? Ако порано како деца и како млади сме се двоеле, да речеме, во наводници социјално какви патики носиме и каква облека носиме, денеска уште го има тоа. Да. Ама денеска се двоиме плюс и по тоа каков мобилен уред имаме, каков компјутер, колку интернет имаме, каков саат, смарт или слично. Тоа се сериозни работи. И вие да ги премолчувате и да се терате со класичните партиски кавги, препукувања, теми, навистина пропуштаме шанси, ги губиме луѓето и кога ќе се случи нешто страшно, викаме од каде дојде ова. Така, дали сметате дека психофизичкото влијание кај човекот, односно кај младиот човек од страна на социјалните медиуми се должи на фактот на недоволната едукација на младиот човек и на неговиот родител, можеби? На недоволното говорење на теми што се важни, бидејќи сведоци сме дека до младиот човек денес стигаат многу информации. Кој сето тоа го регулира? 90% од младите луѓе се информираат на интернет, се информираат на социјални мрежи. Кој сето тоа го филтрира, го регулира, што ќе дојде до луѓе во денес? Имате буквално најпрактичната и најдобрата која што треба да се отвори, меѓутоа според мене единствениот одговор е свеста. Меѓутоа свеста не се развива сама по себе и нема секој еднакво сознание за да стигне до одредена свест на дигиталните уреди. И токму затоа институциите повторно мора да ја преземат улогата. Закони не имаме. На крај краиштата западните земји цело време носат закони кои што го регулираат делот од интернет просторот, само да ги земеме повторно ќе имаме. Ама ние паѓаме ниспитот имплементација, спроведување. Ние тука имаме потешкотија. Бидејќи ние мислиме дека ако кажеме од утре ќе забраниме ова или од утре ќе воведеме тоа, дека тоа само по себе ќе се воведе. Не постои општествена промена или забрана која што не и требало одреден период за да таа заживее. Инаку треба да се мачите, да се трудите, да правите се да успее. Поспоредно само ќе падне и прашање на време кога едноставно ќе биде во употреба. Така што ако сакаме да ги направиме работиве и да изградиме свест, мора да работиме. И мора да не само регулираме, туку мора да ја градиме заеднички свеста. Бидејќи кој може вас да ви каже ако читате 5 информации во која ќе верувате? Кој може, со кој закон тоа може? Еве дури да сакате со закон. Че едноставно повторно доаѓаме до критичкото размислување. Медиумската писменост апсолутно како центар на во кој што е критичкото размислување и најчесто пример што сакам да го дадам. Ако ние уште од образованието, како во наше време или претходно, градиме генерации што не смеат да го оспорат авторитетот на научникот, наставникот, политичарот, туку зошто е ова вака, затоа што рекол тој така и така. Во таа детска возраст, кога треба сакаме како млади, како деца да ги преиспитуваме работите, го сопреме ли тој процес? Како возрастни никогаш нема да имаме критичко размислување, никогаш нема да се сомневаме и да ги проверуваме информациите, а камоли да ги судриме со светогледот и со науката. И затоа сме ние статистички на дното на медиумската писменост. Зашто градиме систем во кој што имаме политичари и толпа народ што слуша. Имаме авторитет во некоја област и сите што не смеат да постават прашање дури како мали деца. Че едноставно мора да го храбриме духот на децата да критикуваат, односно да прашуваат, да не се согласуваат и да преиспитуваат, бидејќи тогаш се расчистуваат тие работи. И така се гради критичкиот дух кој што ќе ни изгради свеста да може да бидеме отпорни. Кој е патот по кој што ќе се трасираат работите во иднина? Сметате ли дека ќе одиме на подобро и дека ќе сватиме малку посериозно и дигитализацијата и социјалните медиуми и сите вести кои што ги примаме од интернет? Ако и понатаму луѓето кај нас се плашиме дека нема да можеме да се обезбедиме, значи финансиски сме слаби, нема да може да се обезбедат компјутери, лаптопи, добри телефони, добар интернет, дигитализацијата ќе не двои. Затоа што ќе создава страв. Знаете, например, кога се најавува
реформа во образованието базирана на дигитални уреди, дигитални учебници, што и да е. Основната работа кај луѓето е страв. Зашто вика, дали можам на моето дете да му дадам уред, дали можам да му купам телефон, да ја купам телефон, дали можам интернет да обезбедам. Да, па ние бевме скептични за дигиталните учебници исто. Многу нормално, заради тоа што си викате, имаме еден таблет дома ако имаме или еден лаптоп и аз сме четворица. Кога јас ке работам, кога другиот во домаќинството, кога децата ќе учат. Значи, вие за да спроведете било каква дигитализација, мора да вложувате рамномерно во сите луѓе да имаат пристап до технологија и пристап до интернет. Основата на дигитализацијата е таа. Во спротивно таа дигитализацијата станува уште една основа за поделби, особено социјални, односно привилегија. Сега конкретно еве се враќам од студиска посета на Копенхаген, каде што во тамошното Министерство за дигитално владење и родова еднаквост не објаснуваа дека најголемо внимание посветувале токму во тој дел. Исто и во градот Малме имавме состаноци во Шведска, каде што ни кажаа дека најголемата научена лекција од првите 10 години дигитализација им е дека мора да има еднаков пристап за да не двои дигитализацијата. Бидејќи ако вие речете од утре секој е дигитално, што е нели супер од аспект на заштита на време, ама ако имате 100.000, 500.000 луѓе кои што не можат да пристапат до услугите, немаат начин, вие ги дискриминирате. Така што каде ќе се движиме зависи колку сериозно и стратешки ќе ја поставиме дигитализацијата, ама не како документ, туку како пракса. Значи, дали ќе седнеме на терен и ќе увидиме каде ни треба, како ни треба, колку ни треба уреди, интернет, поддршка, едукација, вмрежување со компании, со луѓе, со организации, заеднички процеси. Од тоа зависи. Недавно присуствувавте на трибина токму на оваа тема, влијанието на социјалните медиуми кај младите. Бојан, на кои ќе бидат начелните и основни совети кои што ќе ги упатиме еве конкретно на оваа тема и кон родителите и кон институциите секако? Кон младите да, особено оние кои што навистина вложуваат во дигиталните начини на функционирање, да продолжат да ни држат позитивни лекции, со надеж дека сите ние ќе се свестиме и ќе ги ставиме во прв план, бидејќи навистина има многу млади луѓе кои што на дневна основа имаат различни изуми, иновации, работат онлайн, заработуваат, знаат да прошират позитивна енергија, позитивна мисла, пеат, играат, се промовираат и така натаму, прават многу убави, многу продуктивни работи онлайн и со надеж дека ќе успееме да сватиме дека треба да им дадеме поддршка и да ги ставиме напред, а не само кога ќе се случи трагедија или нешто неубаво да зборуваме како денеска младите и интернетот се лоши. Тоа е првата работа. Втората работа кај родителите да навистина да дадеме поддршка и да се избориме да сите заедно институциите да се свртат и да разберат дека поголем приоритет е да се помогне родителите во ова дигитално време, бидејќи се соочуваат со сериозни предизвици од екзистенционални до искуствени или едукативни, како да ја пренесат дигитализацијата најдобро на своите деца и да ги убедиме политичарите дека важно е кој е на власт, кој ќе остане, кој ќе дојде или што ќе се случи, но стварно е поважно да направиме здраво општество, бидејќи ако не сакаме да зборуваме на лоши теми поврзани со млади, деца, трагедии, тоа е основата. И најнакрај на институциите, мислам дека премногу пораќаме да се обидеме уште еднаш да разберат дека во институциите се луѓе кои што се платени со парите на граѓаните и компаниите, меѓутоа кои што ако не ја завршат својата работа или ако не се посветат на решавање на некој проблем на кој што имаат надлежности, го прават лошото и за себе и за своите деца. Не е дека успеале да земат плата или се незадоволни од платата, туку едноставно тие се оние носители на промени или пак кочничари на промени, од нив зависи. Така што тие пак треба заедно да ги убедиме политичарите, оние кои што се носители на јавни функции, а доаѓаат најчесто од политиката дека заеднички ќе го изградиме општеството ако се фокусираме и направиме промени. Едноставно дека не е поентата колку време сте на власт во одредена институција, туку што ќе направите во тој месец, дена, година или можеби 10 години. Така. Многу ви благодарам за одвоеното време да говориме токму на толку важни општествени актуелни теми. Секогаш ми е чест и задоволство да се чуе гласот, посакувам да сте гласен вака секогаш и се надевам дека ќе одиме добро. Благодарам многу на поканата, на инспиративноста и на убавиот моја викторија. Чест ми беше. Бојан Кордалов, комуниколог и експерт за односи со јавност и нови медиуми, говориме за влијанието на социјалните мрежи кај младиот човек. Денес секако начнавме и многу други поврзани теми. Почитувани гледачи, се надевам дека успеавме овој пат да го задржиме вашето внимание. Овде ве поздравувам и ви најавувам наша наредна средба токму за 7 дена.
Благодарам.